Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Азир Алиу е нов министер за здравство, а Албрим Хоџа заменик министер за земјоделие. По напуштањето на алијанса на Таравари на владата, останува да се пополни уште местото заменик министер за одбрана. Со 65 гласа за и 15 против, парламентарното мнозинство даде зелено светло за изборот на Азир Алиу како нов министер за здравство. Од кои што 65 претеници гласаа за, 15 претеници гласале против, констатирам дека господинот Азир Алиу е избран за министер за здравство. Тој доаѓа на чело на секторот по заминувањето на Таравари од владата. Премиерот Мицкоски како предлагач вели дека има големи очекувања од новиот министер. Вели дека и Алиу и Хоџа како заменик министер во земјоделие се дел од процес за унапредување и поставување на нови стандарди. Ова е само ново поглавје, затоа што знаеме, предолго беа изневерувани граѓаните, предолго чекаа. Предолго слушаа ветувања што никогаш не се исполнија. Токму затоа нашата обврска е поголема. Ќе продолжиме со уште посериозно темпо, ќе продолжиме со испорачување на мерливи резултати. Затоа ве повикувам сите вас да ги поддржиме овие предлози. Денес вие гласате за продолжување на еден процес на вистинска обнова. Власта верува во промени во најкритикуваниот сектор со доаѓањето на Алиу. Велат можноста е дадена, останува на него да ја оправда. За опозицијската СДСМ менувањето на министри било пазарна политика, а изборот на Алиу го оценија како некомпетентен. Можноста што премиерот му ја дава на господинот Азир Алиу како доктор по информатички науки да го води овој ресор, сметам дека добро би се снашол, како некоја од мои лични препораки кои што би можела да му ги кажам, дека менаџирањето со здравството е најмногу успехот, мислам дека лежи во изборот на тимот околу него. Азир Алиу е доктор, но не е доктор на медицински науки, туку по информатички науки. Дури да се запознае со областа во која влегува, со организацијата на здравствениот сектор, а здравството не е Министерство за информатичко општество со околу 100 вработени, туку еден комплексен систем. Партиите од албанскиот блок го искористија изборот на Азир Алиу да си разменат пораки и обвинување откако крилото на Таравари излезе од владината коалиција. Предлогот кој што го предложивте за министер за здравство нема да оди ни со другиот памет навлен, било да е со Изет Меджити или Билал Касами или на Зекирија Ибрахими. Ви гарантирам за ова, но вие ако инсистира дека не е личен ваш предлог, но е предлог на влен, тогаш јас не сум го познавал добро во лице. Не ја напушти владата Арбен Таравари. Арбен Таравари беше избркан од владата, бидејќи, значи, почна да соработува со Дуи и Али Ахмети. Господин Азир Алиу е предлог на влен врз основа на договорот кој го имаме од почетокот на овој мандат. На заменичкото столче во земјоделие по предлог на премиерот оди Албрим Хоџа. Мицкоски побара тој да биде поддршка на министерот и заеднички да работат на системски промени и бенефит за земјоделците. За сега се уште останува празно местото на заменик министер за одбрана, откако замена кадрот на Таравари. Ивана Соколовиќ, најдова, Сител телевизија. Уште еден осомничен за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Александар Нацев од ВМРО ДПМН според МВР е вистинскиот собственик на Агенцијата за обезбедување и е 47-миот осомничен во случајот. Александар Нацев од структурите на владеачката ВМРО ДПМН е новиот осомничен на списокот на обвинителството за пожарот во Кочански Пулс. Иако неговото име не фигурира на хартија, се сомничи дека тој е реалниот собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, која за време на пожарот без писмен договор била ангажирана за безбедноста во дискотеката. Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител по наредба на судија на претходна постапка изврши претреси на две локации во Скопје и Пробиштип во врска со Агенција за обезбедување,
при што лишено од слобода е лицето АН. Новиот осомничен во континуитет активно раководел со планот и начинот за давање на услугата обезбедување преку правното лице, се вели во соопштението на обвинителството. Во текот на вечерта, кога настанал пожарот, не контролирали и овозможиле влез на деца во објектот, не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот за посетители, не спречиле внес и користење на пиротехнички средства од членовите на музичката група со кој бил предизвикан пожарот, поради што настапила смрт кај 62 лица. Се вели во соопштението на обвинителството, во кое се додава дека за Нацев ќе бараат активен притвор. Денешното апсење на Александар Нацев е доказ дека правда има и таа важи за сите, порача од владеачката ВМРО-ДПМН во писмено соопштение. Секој кој има било каква инволвираност со трагедијата во Кочани ќе излезе пред институциите, без разлика дали е член на ВМРО-ДПМН, СДС, ДУИ или која било друга политичка партија, порача од владеачката партија. Александар Нацев подолг период е дел од структурите на ВМРО-ДПМН. Беше и директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во претходниот мандат на неговата партија, а политички најактивен беше во периодот по 2017-та, кога често се појавуваше на пресконференции во партискиот штаб. Александар Нацев е 47-миот осомничен за пожарот во Пулс во рамките на истрагата која обвинителството ја прогласи за завршена на крајот на минатиот месец, оставајќи простор да ја дополнува кога за тоа ќе обезбеди докази. Паралелно истрага против 14 полициски службеници води и обвинителството за организиран криминал и корупција. Во дискотеката Пулс загинаа 62 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Александар Спасовски, Сител телевизија. Полицијата утрово го лиши од слобода струјмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој се сомничи за финансиски злоупотреби. Како што информира од МВР, приведувањето на Крмзов било извршено по насоки на јавен обвинител, Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. МВР соопшти дека кривичната пријава опфаќа 23 физички и 15 правни лица, кои предизвикале штета на државниот буџет од над 94 милиони евра. На полициски службеници по настојки на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, лицето РК е лишено од слобода. Дали казните за комуналните предпријатија се решение за почиста животна средина? Како ќе постапуваат другите општини откако аеродром го казни комуналец? Во живо прашувам Габриела Лескова. Валентин, согласно информациите и разговорите кои што ги имав со повеќе представници од ЗЕЛС, општина да казни комунално предпријатие дефинитивно не се случува прв пат, меѓутоа оваа појава е многу ретка, со оглед на тоа дека општините го бираат оној механизам прво на опомени пред да напишат казна за одредено јавно предпријатие, за одредено комунално предпријатие кое што не се извршува својата работа. Сега во однос на прашањето дали останатите градоначалници на Скопје ќе го следат примерот денешен на градоначалникот на општина Аеродром е прашање во развој, ќе треба да следиме ситуацијата во следниот период, меѓутоа можам да кажам дека оваа казна напишана од 88.000 евра дефинитивно имаше ефект со оглед на тоа дека попладнево направивме обиколка во Ново Лисиче. Од една страна затекнавме контейнери кои што навистина беа преполни со ѓубре, меѓутоа од друга страна и механизација која што ги празнеше овие контейнери. Освен градоначалникот на општина Аеродром и комуналното предпријатие, освен нивното препукување, денеска со реакција се јави и градоначалникот на Чаир. Тој исто така се фокусираше на проблемот кој што неговата општина ја има со отпадот. Детално да проследиме во продолжение. Дали казните за комуналните предпријатија се лекот за здрава животна средина и Скопје без ѓубре? Општина Аеродром го казни јавното предпријатие комунална хигиена со 88.000 евра. Казната следува по бурните реакции на скопјани, кои тврдат дека ѓубрето не се собира навремено, а контейнерите се преполни. Градоначалникот на Аеродром вели предпријатието комунална хигиена не си ја врши работата. Комунална хигиена не постапува согласно одредбите од Законот за управување со отпад, односно не си ја врши својата работа за која што сите ние како граѓани на градот Скопје плаќаме. Ненавремено го одведуваат отпадот од јавните површини,
ненавремено ги празнат контејнерите. Имаме многу поплаки во изминатиот период каде што повеќе од неколку недели не го преземат индивидуалниот отпад од домаќинствата. Неретко добиваме поплаки од компаниите кои што на месечно ниво склучуваат посебни договори, плаќаат посебни надоместеци кон јавната предпријатие комунална хигиена, а комунална хигиена не се врши работата. Стигне експресна реакција и од комунална хигиена. Лицемерие и ефтин театар одведе градоначалникот на аеродром. Полуградоначалникот Митевски без легитимитет се обидува да собира политички поени преку лажно обвинување на јавното предпријатие комунална хигиена. Комунална хигиена работи според оперативен план кој го усвојува Советот на град Скопје по целосна контрола на ВМРО ДПМН и Влен. Сител попладнево направи обиколка во Ново Лисич. Начекавме преполни контејнери со отпад, но и механизација и работници на терен. Во меѓувреме, за ѓубрето реакција денеска имаше и градоначалникот на Чаир Висар Ганију. Преку видео алармираше од недостаток од контејнери. Бројката на контејнери не е намалена. Старите мали садови се заменети со нови, поголеми и со значително поголем капацитет. Значи зборуваме за зголемување на капацитетот, а не за намалување. Му врати од комунална хигиена. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Колку е полезна и колку се користи новата контакт линија на владата со повредените и нивните семејства од Кочанската трагедија, беше едно од прашањата за портпаролот на владата Марија Митева, која гостуваше во Дневникот на Сител. Ја спомнавте и телефонската линија, морам да ве кажам дека официјално започна и од денес, иако и во текот на викендот имавме некои повици, иако беше најавено дека од денес ќе започне. Пресакот до кој што го имаме на оние координативни состаноци е дека одзивот е навистина голем. Околу 30 на семејства веќе контактирале, ги дале своите предлози, барања и она што може надвор од здравствената грижа која што ја добиваат да помогнеме институционално. Целта не е да воспоставиме далечна врска или да презентираме само некоја телефонска линија која што ќе остане само на изјава. Тоа е нешто кое што во континуитет ќе покаже дека владата има за цел брзо и ефективно да делува, односно сите проблеми кои што ги имаат, а се надвор од здравствената грижа, се однесуваат на било која друга институција, да ја проследиме до истата и да бараме брзо и ефикасно решение. Тоа е цел. Инфлацијата во мај порасна за 1,5%, најмногу поради поскапувањето на храната, а по одмрзнатите маржи. За министерот за економија драстично зголемување на цените нема, но официјалниот извештај за спроведените контроли на пазарна ќе го добие утре. 1,5% инфлација во мај споредбено со април, пресмета статистика. Најмногу поскапела храната и безалкохолните пијалаци, 4,1%. Ова доаѓа веднаш по истекот на мерката за ограничени цени и маржи која беше во сила до 1 мај. Според Заводот за статистика, овошјето и зеленчукот поскапеле за 4,5%, а прехранбените производи за 4,2%. Дали какви мерки ќе се носат по скокот на инфлацијата допрва ќе се разгледува. Министерот за економија оцени дека нема драстично зголемување на цените на основните прехранбени производи. За ова бил усно информиран од директорот на пазарниот инспекторат, но утре ќе го добие и официјалниот извештај за спроведените контроли минатиот месец. Утре ќе биде доставено до влада информацијата за вонредните контроли што се направени во временскиот период во месец мај, каде што ќе не известува точно како се движеле цените после завршување на мерката. Од тоа што знам дека немаме драстично зголемување на цените, само производи кои што се сезонски, но тие не испаѓаат во делот на прехранбени основни производи. Според статистика, трошоците за живот во мај годинава, во споредба со истиот месец лани, пораснале за 3,3%, кај цените на мало пак забележано е зголемување за 1,6%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Последното издание на вестите во 23 часот, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.